Здраво, вие сте на точниот Facebook канал, Instagram, YouTube, се едно. Но вие гледате емисијата Return Time. Наш денешен гостин, Моника Зајкова. Таа во своите најрани години покажува љубов према музиката. Се запишува во Илија Николовски Луј музичкото училиште и во Борис Кидрич. И после неколку години се одлучува дека треба да премине во политиката. Ова ќе биде интересно. Сето тоа во наредните минути со Моника Зајкова. Како се викаш? Моника. Сигурна ли си? Да. Омилено место во Скопје? Топанско поле. Омилен професор? Игор Камбовски. Топанско поле или центар? Топанско поле. Најинтересниот малски лик од Топанско поле? Гарги од Тенаќе мало. А зошто го викаат Гарги? Се уште не знам, не решена мистерија. Дали некојаш ти била пуштена најпознатата фора од Топанско поле? Девојче, ти паднал нешто? Аха, не бе, тоа не ти паднал ништо. Охо, нон-стоп. Си имаш бавеност со музика? Да. Свириш некој инструмент? Виолина. Кои беа првите тонови на Ода на радоста? Ми фасол сол фамилија. Илија Николовски Луј или Борис Кидрич? Борис Кидрич. Украина или Русија? Украина. Лево или десно? Центар. Кој е најбрзото животно на свет? Антилопа. Омилен политичар од светот. Маргарет Тачер. Што би променила доколку би била премиер на еден ден? Се. Според тебе, кој е најдобриот македонски политичар што некогаш се појавил во политиката? Јас. А кој е најлошиот? Па, долга е листата. Најчестиот збор кој што му го кажуваш на својот внук? Лука, биди умен. Најчестиот збор кој што му го кажуваш на портирот во собрание? Добар ден. Дали се гледаш како идна премиерка на држава? Па не. Дали ти беше пријатно овие 90 секунди? Секако. Не се гледам како премиерка, ама никогаш не сметам дека е досно за жена председател на државата. Така е, и јас се согласувам. Ви благодарам, Моника Зајкова, Return Time, се гледаме наредна епизода. Чао.